pozadu, čekaj da ostane. Crveno. Ajde, dobrodošli. Bravo, društvo. Zvezda! Ajmo. Со широки насмевки, аплауз, восхити полни срца, фановите ги пречекаа ветераните на фудбалскиот клуб Црвена звезда во Тетовско Сиричино. Големи имиња како Владимир Петровиќ Пижон, Милош Шестиќ, Станислав Караси, Јована Ќимовиќ, Здравко Боровница, Ненад Милосавлевиќ, Милан Бурсач, Бошко Ѓуровски, Кирил Дочиновски ги почестија страстните навивачи од клубот Делио Тетово со своето присуство. Заедно се потсетија на радосните моменти од фудбалските успеси на Црвена звезда, тимот кој ги обедини навивачите од цела поранешна Југославија. Клубот кој представува вистинска звезда за фановите, кои неуморно и со голема почит се восхитуваа со години на успесите на омилените фудбалери. Da, čujemo se izvanredno. Poštovani slušalci i gledalci, pozdrav iz sunčanog Siričina na obali najveće makedonske reke Vardar. Nebo se otvorilo, a ovog puta sunce sija, joj. Ovoliko zvezda može da se skupi samo na nebu i trenutno ovdje. Videla je Marakana mnogo velikih zvezda na terenu. A toliko zvezdinih zvezda na jednom mestu nikad nije. Tu privilegiju danas imamo samo mi. Sad i ko zna kad, a možda i nikad. Veterani Crvene zvezde napadaju kao nekad, ali ovoga puta pljuštajte poljupci, zagrle i rukovanja. I Bog da zdravlja da ovo se ponavlja svake godine i da traje još minimum 100 godina. Poštovani prijatelji, dragi gosti, osjećajte se kao kod svoje kuće, kao na vašoj prirodnoj sredini na stadionu Marakana. A danas Marakana nek bude ovdje i uživajte, neka bude lepo. Da saopštim sastav zvezde koji još uvijek sjaju. Bursač, Šestić, Borovnica. Danić, Slobodan Janković, Milosavljević. Boško Đurovski, Jovan Ќimović, Stanislav Karasi, Kiril Dojčinovski. Jedina dijagnoza nek vam bude zvezda u srcu. Želimo vam puno zdravlja i dug život. Živjeli! Пресреќни и сплотени, како и во моментите кога Црвена звезда ги освојуваше фудбалските врвови, навивачите и ветераните поминаа квалитетно време заедно, споделувајќи ги заедничките радости и успеси од фудбалот. Со песна ги забавуваа и музичкото трио Шербет, како и ансамблот Скадарлија. Srce svoje
Kada se krene kada se ja setim, da moji drugovi na marakavi svi pevaju o zvezdi. Napred zvezdare, napred zvezdare, napred zvezdare, napred zvezdare, napred zvezdare. Ja neću nikada za ovo života prestati gledati, tu zvezdu voleti, sebi obraniti. Napred zvezdare, napred zvezdare, napred zvezdare, napred zvezdare, napred zvezdare. Легендите беа дочекани со голема возбуда, а многумина од нив не го криеја задоволството од средбата со навивачите. Сите од нив зборуваа за разликите од времето во кое тие играле фудбал и денешното, а го коментираа и македонскиот фудбал и учеството на репрезентацијата на Македонија на престојното европско првенство. Па денес дојдовме во Сиричино, благодарејќи на
клуб од навијачите на Црвена звезда, Аделио Тетово и на моите некои другари. Бевме во Охрид, го обележувавме 100 годишниот роден ден на фудбалскиот клуб Охрид. Останавме 3 дена, супер се проведовме тамо, го видовме Свети Наум, старите играчи на Црвена звезда се одушевени. Тие што не биле во Охрид се одушевија со Охрид и со Македонија, многу се задоволни. Така сега на враќање за Белград дојдовме во Сиричино овде покрај Вардар да ги посетиме нашите навијачи. Фудбалот се разликува од деновите годините кога играв јас за Црвена звезда до сега. Многу голем напредок се направи во тактиката, во тактичкиот приступ. Сега повеќе играчите трчаат на теренот, меѓутоа ми се чини дека фали малце техника на овој денешен фудбал. Ама се менува, така и фудбалот се менува. Само Црвена звезда останува иста, најдобра, како и некога што била. Македонија игра одличен фудбал. Мислам дека овие резултати не се случајни. Селекторот Ангеловски има континуитет на 4-5 години, направи добра екипа и мислам дека може да направат некои изненадување на Европското првенство. Јас им пожелувам многу среќа. Специјално само за Бошко Ѓуровски. Идемо! Ali ona ne zna da piše. Opet. Boško Ѓurovski. Pravo otac, surko pravo otac, sestro pravo otac, Ѓurdo stavljaju Мене ми е навистина задоволство да доаѓам во Македонија. Прв пат бев и во Охрид и многу ми се допадна. Би сакал да дојдам повторно. Таму одигравме и добар надпревар. Ги видов и старите пријатели со кои сум играл порано. Доста работи се променети. Во мое време немаше баш и вакво навивање. Сум изненаден и од ваквиот прием во Тетово. Драго ми е што се дружиме. Инаку ќе бидам навивач за Македонија на Европското првенство и се надевам дека ќе успее да оди што понапред на надпреварите. Кои утакмици, тоа е тоа. Од 67 до 74. 7 години. Што ви остана вака како најголем успомена, кој фудбалски надпревар за време додека игравте во фудбалскиот клуб Црвена звезда? Во главном беа интернационалните надпревари, затоа што во Југославија бевме навистина едни од подобрите тимови. Во секој време и бевме први неколку години поред, така да остана задоволство наше да играме со иностранските клубови и тука и правевме добри резултати од време на време, што беше многу важно за нас. И тоа беше една од најголемите наши успеси, искрено речено. Дали и натаму имате контакт со поранешните, сегашните раководството на фудбалскиот клуб Црвена звезда? Дали имате комуникација? Дали ве викаат на овие европски утакмици кои што ги игра фудбалскиот клуб Црвена звезда во Европа? Не можам да кажам дека
Друго е кога живеем во Белград и друго е кога живеем во Скопје сега. Во секој случај, Црвена звезда ми остана у срце, што би рекле, и се надевам дека и понатака ќе бидам нивни обожавател, затоа што големо задоволство ми беше да бидам еден од членовите на Црвена звезда, тогаш кога имавме и можеби најдобрите успеси Црвена звезда ги имаше. Во секој случај бев еден од добрите фудбалери кои служевме слободни ударци, поготово пред противничкиот гол. Имам неколку гола дадени, погодени, меѓутоа јас бев повеќе добар одбранбен играч него навален играч. И тоа е нормално, и со тоа се сложувам и ја и мојот клуб. Така, и биве пратишале едно прашање во врска со настапот на македонската фудбалска репрезентација која ќе по прв пат ќе дебитира на Европско првенство оваа година, ова лето. Дали го пратите, дали пратите македонската репрезентација, еден коментар во врска со општо во врска со македонскиот фудбал? Добро, сигурно задоволство ми е да и биде македонскиот фудбал присутен во тој Европско првенство. Резултатите не можеме однапред да ги прикажеме, затоа што мислам дека има и многу добри клубови и репрезентации кои исто така се многу подобри, можеби и подобри од нас, меѓутоа нас ни беше голема чест да учествуваме на тоа фудбалско првенство. Навивачите со голема жар ги поздравуваа и му дадоа чест на своите херои. Имам многу тешка задача сега нешто да кажем. И гледате овие свите овде. Они свите треба да знаат кој денеска ни беше на гости. Едно од мои први или најрани сеќавања на Црвена звезда е победа и елиминација на Ливерпул. Значи тоа е некоја 73-та година. Мои 7-8 години возраст. Тоа беше единствен клуб у 20 век што Ливерпул го има у 2 утакмице победено и елиминирано од европски такмичења. А од тие јунаци ние имамо задоволство денеска овде да ги угостимо тројца. Значи, Хулија Чимович што ни замина и што беше еден од основните причини зошто десетка не се дава секому да ја носи. Станислав Карасио. Една анекдота за него. Негде прочитав дека у младински категорија бил у Партизан. Беше паметен и ја виде која е сунцана страна. Голот со Грчка да не го заборавимо. Кирил Дојчиновски. Еден од играчи што има највише утакмици за Звезда одиграно. Поточно. Тачнije. Со нас са денеска овде и неколку играчи што 78-79 ми се сини купот на УЕФА, што виши силе не ни овозможија да го освоимо. Идемо! Мајсторе!
Nedeljko Milosavljević! Nedeljko Milosavljević беа резервирани пајашинете од раклињата на головите. Пижон Петар Милосавлjević Благоевиќ, Дуле Савиć и на Хајбери у Мук! За Арсенал, 1-1. Славолюб Ѓорѓиев. Ретка привилегија да биде член на чилијанска генерација. Браво, Првак на свет, младинска конкуренција, Просинецки, Бобан, Јарди, Мијатовиќ, али и Јанковиќ наш. Овој е nama давал голове. Обращам му рунто. Милош Бурсач. Drugi znate znaju svuda, Miloše. Еден од најболни беше пораз елиминација од Мартина до четвртфинале на куп каде Милош Бурсач даде гол. Бранко Станковиќ. Леова тешко. Поштовање и за Милош Бурсач. Nenad Vanić! Една година, една сезона у Звезда, али сезона. Така Барселона. Слава Велико! Сегашни тренер на Звезда, Деки Станковиќ стане играч ове. Од Хајдук Славка. Берицо Обреновиќ, Весне, Гегуш и... Еден со Барселона у Белград, 3-1 изгубивме таму, али таја утакмица 1-1 беше епска утакмица. Стонко Миловиќ. Поштовање и за Nenad Vanić. Е сега Слободан Шкрбиć, Федерација на Шекулараc, титулена првак на Југославија. Еден од тие заради кои генерации и генерације почнали за Звезда да навија. Ето, гол на Бразил у Париз. Има чест да каже да, јас сум тој што тоа го направи. Ajde se malo pažnje samo, ajde. Ивковиć, tu sam. Рука, Круна. Тренер. Jedan aplauz golem za Miljković. Idem aplauz. Svega toliko neka dođe ovdje. Posle Boško. Tišina. A svega? Evo go naši od. Ajde za Boško. Boško!
Boško. Kako je na Real Madrid da mu se dali gol? 3:0 prvo poluvreme. Kapiten na Zvezda. Na 250 utakmice. 11 sezone u Zvezda. Legenda. Sakam da go spomnem Zoran Tofilovski. Prvi predsjednik na navijači na Crvene Zvezda. Trebaše svite nije što smo dojdeli ovdje da znajemo koga smo primili. Zato ova malo podolgo ovaka traješ. Сега će gi povikam svite ovdje što sam pozadi mene, so jedan naklon da pokažemo počet i blagodarnost za svite vaš što dojdete ovdje i ovdje da vi na kraju da ne zaboravite. Hvala puno, ovo nećemo nikad govoriti. Da se vrate dani, slavni dani naše prošlosti. Da i deca naša nama rakani, raduju se svetskoj kulturi. Neka Bog da sreće, da se vrate dani, slavni dani naše prošlosti. Da i deca naša nama rakani, raduju se svetskoj kulturi. Bravo, hvala puno. Впечатоците се сосема добри. Имавме голем број на легенди на едно место. Да се биде домаќин на едни такви легенди како што се Караси, Милосавлевиќ, Шестич, Бошко Ѓуровски, Боровница и ред други познати имиња е привилегија и чест. Ние ово го правиме со големи емоции, со чиста љубов према клубот. Тие легенди на Црвена Звезда не задолжиле со своите настапи, со успесите што ни ги приредуеле, со големите радости што сме ги доживеале со нив. И сега дојде ред еден Кирил Дојчиновски заедно со сите тие имиња познати што ги спомнав да биде наши гости. Нема поголема чест и задоволство да се биде домаќин на едни такви легенди, така да уште сум под емоции, под некои импресии што се осеќам среќно, задоволно. Ја мислам дека гостите одидоа и носат убави впечатоци од оваа наша прекрасна земја. Биле во Охрид, еве на враќање искористивме шанса да бида наши гости. Ја мислим дека имаше многу добри моменти, добро дружење и пресреќни сме сите. Плюс шлак на торта е тоа што Црвена Звезда по 32 пут стана шампион на Србија, бележи големи успеси во Европа, така да очекуваме и кошаркарите да тргнат по тој пат. Близко сме до нова АБА лига, до Евролига и така. Очигледно дека врската постои многу одамна. Значи тука има и многу стари навивачи на Звезда кои ја пренеле таа љубов. Ние од некого сигурно сме виделе како се сака Звезда, како се навива за Звезда, па ми од колено до по колено ја пренесуваме таа љубов према Звезда. Еве има многу млади деца тука, нашите деца. Ќе рече некој, еј, што барате во Београд, што е тоа? Тоа е сосема друга држава, меѓутоа љубовта е природна и чиста и тука нема замерка. Тој што мисли поинаку, не знам што да кажам. Паралелата помеѓу поранешниот и денешниот фудбал, тоа е природно. Науката напредува. Црвена Звезда била и ќе остане голем клуб. Србија не е, меѓутоа, уште што е поважно, Македонија е на Европско првенство. Од се срце, овие дечки тука, иако навиваат за Звезда, тоа не менува ништо. Ние си ја сакаме нашата држава, Македонија е мојата природна земја, ние ќе навиваме со сите
расположили средства Македонија да постигне уште поголем успех. Со нетрпение го очекуваме Европското првенство. Значи тоа е феноменален успех на нашата репрезентација. Ивице, хвала ти. Надamo se da će ovakva druženja u buduće postati češća i na radost svih nas. Па се надевам дека ќе продолжиме со вакви веселби. Нека даде Господ здравје на сите, да помине ова што е лошото помеѓу тоа што короната. Јас се надевам дека ќе дојдат нормални времења кај што ќе можеме уште повеќе да организираме вакви прослави и да се дружиме, да сме живи и здрави сите. Денеска беше изузетен ден. Изузетен ден за нас, за мене, за мојот син, за моите другари, што секоја недела, секоја утакмица од Звезда, без разлика дали е фудбал, кошарка, ватерполо, заедно ја гледаме, заедно се радуваме, заедно реагираме онака како што реагираме кога ќе се изгуби, јасно. И ова беше изузетна прилика да се видиме со играчи поранешни од Црвена Звезда, од различни генерации, 60-та генерација, 70-ти генерации, 80-ти генерации, 90-ти години, играчи што секој на свој начин е уткаен у тоа што Црвена Звезда е синоним за еден голем клуб, клуб полн со легенди, со успешни утакмици, успешни надпревари, успеси на европски, на светски нивоа, да не зборувам за нашиот регион. И мислим дека тоа што го направивме, благодарејќи пред се, сакам да истакнем на Ике Јовановски, Ранко Ристовски, кои го поднесува најголемиот дел од оваа организација, се беше добро. И гостите што ни беа, верувам дека со убави сеќавања заминуваат од овде и со желба повторно да дојдат, и не само да дојдат, туку и да го пренесат тоа што го доживеа овде и да дојдат и у поголем број. Јасно, мислим, секој од што се однесува до Црвена Звезда, поранешен играч, функционер, било што е, секогаш добреден кај нас и ние со широки раци ќе го дочекаме. Секогаш треба да бидат спортските мотиви секако на прво место, мислим, подобриот нека победи у спортска и фер борба. Звезда секогаш беше поврзана со некакви, да кажам, нервозни моменти, нервозни надпревари, шок надпревари, утакмици од сите спортови, што некогаш тоа беа на страната од Звезда, некогаш не, никогаш не може да се заборави, не знам, победа над Реал Мадрид, тоест победи над Реал Мадрид, пораз од Интер Милано 81-ва ми се чини, европската титула, голот, аутоголот за 2-2 во Белград 91-ва, светската титула, па и во новите, да кажем, услови на битисување, победи, порази, шок порази од Бордо, например. Се е тоа нешто што утрешниот ден го носи со емоции уште повеќе ја сакам Црвена Звезда. Значи, без разлика што и да се деси. Црвено-белите бои се во голема мера му даваат на човек еден мотив, да не кажам, како што е ова овде, се додека земјата се движи околу сонцето. Значи, надписот и Кирил Дојчиновски ни заминува еден голем поздрав до него, фала уште еднаш за тоа што ни дојде. Една од, да кажем, причините зошто Црвена Звезда се сака, значи, најде човекот време да дојде овде, да не посети, да не удостои со своето присуство. Овие среќавања, ова не е прво среќавање. Ние неколку пати годишно
Без разлика има ли гости или нема ли гости, практикуваме вакво нешто. Фактички тоа е тоа што не прави различити од другите. Да не кажем кој. И тоа е се за помладата генерација еден пример, значи како се сака клуб. И што треба човек едноставно да направи, и што треба да прави за да ја покаже правата страна. Не само, пласманот на Европско првенство е, да кажем, историски. Победата над Германија исто така. Значи, тоа дава основа за верување или за надеж дека ова не е случајно. Туку дека има еден систем кој дава резултат. Што ќе биде на европско, тоа секако дека ние интимно посакуваме се најдобро. Но турнирски систем, елиминационен систем, значи верувам што е сигурно дека ќе биде така, дека дечките ќе го дадат својот максимум. И што ќе биде, нека се живи и здрави, дека продолжат да не радуваат. Ова нема да биде последен пат ветова, значи прекрасни луѓе сте, знаете каде е нашето место горе, ќе ве повикаме и ќе направиме се една прекрасна група. Хвала ви многу до нема. Tu, na dnu, gde mrak sumora vlada i na mrtve alge tresetnica pada, tu je groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometeji nade, apostoli jada. Pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi ko joj dolazi. Joj zagrani, tamo daleko vidim očaci, staru šljivu, rodnu njivu, vraćam se kući živ, a najboljih nema, one ovih čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Ajmo! Ajmo! Pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi ko joj dolazi. Još jače! Bele grudi dajoj
Našu dušu